ја како граѓанин би го прашал директор. Што ако операторот не ги почитува одбитите кои што ни ги донесе? А може да не, бидејќи се работи за внимавајте приватно трговско друштво. И тогаш, а бидејќи вие сте институција СОЕ, јас градоначалник, ние донесуваме одлуки, повторно ние на некоја народна седница на СОЕ и повторно ние ќе зборуваме и ќе дебатираме за истите работи. Прво мислам дека граѓаните се изморени од таа работа, второ се изиритирани од сета оваа ситуација, значи, и изработени од сета оваа ситуација и не е време за да ние донасиме одлука за разделот. Затоа што ако ние сме крајната инстанција, ние зборуваме СОЕ, ако СОЕ е крајната инстанција со донесувањето на одлуката, со одлука тогаш сме го решили тоа. Особата или природно трговско друштво кој што го прави во ситуацијата проблемот, многу едноставно може да возбаза на нашата одлука да поведе управен спор, а управните спорови трајат најмалку по една година. Што ќе правиме ние, директоре? Ќе чекаме цела година на граѓаните, ќе викаме, ќе чекаме да реши суд. Не. Еве одговорница како директор ме задолжува и советниците се задолжува, значи да најдете модалитет паричните средства кои што ги враќате на граѓаните за намена погреб за солидарниот фонд кој што го плаќа, колку се 7.000 столи, 7.300, 7.000 денар, не знам колку, да бидат максималниот износ за извршен погреб на територија на општина Судник. За да не ги доведуваме граѓаните во незгодна ситуација, затоа што плаќале 20 години, 30 години плаќале солидарен фонд и така натаму, и сега дополнителни трошоци ние да им создаваме. Толку тие причини нека да зборуваме и точката тоа што последна, го повлекуваме она што беше 2500 вресна гробишта, затоа што операторот тоа го злоупотребува и парите ги наплаќа од граѓаните. Што сме направили ние? Даваме уште една давачка во згрбот на граѓаните, тоа е недозволено. Значи тука и се стопираат сите активности. Значи вие треба да знаете начин и механизам тие пари кои што ги враќате на граѓаните да бидат пари кои што ги покриваат сите парични трошоци во делот на покривање на погреб. Тоа го очекуваат граѓаните од нас. Тоа го. Не навлегувам тоа дека законот бил донесен, дека важи на територијата на Република Македонија, дека има различни, има и различни општини. По буџет има различни општини, колку се богати граѓаните, по услугите кои што ги примаат така натаму. Ние да се фокусираме на нашиот проблем. Нашиот проблем. Нити ќе го реши антимонополска или управа, нити Комисија за заштита на потрошувачи, нити Министерство на економика. Тоа се само лавините во кои што ќе навлезе. И ако отидеме на суд, ако ние му дадеме изрична дата, има економисти и луѓе што знаат правници, 100% он ќе ја оспори одлуката на управен суд. Што ако влеземе во варијанта да ние понатаму немаме решение? Значи ние ќе ја донесеме одлуката, окей, ќе го ограничиме. Не значи и не е обврзувачка. Тоа сакам. Сакам да ви посочам како менаџер на фирмата да најдете начин и механизми да погребот чини толку што вие враќате на граѓаните. Затоа што го заслужува тоа, бидејќи кадатно плаќат за услугите кои што ги користат. Ние, ако се сеќавате, донесовме советниците изгласа одлука дополнително за користењето на градската капела, за да од проста едноставна причина да не ги ставаме во трошоци директни, затоа што операторот повторно ќе ги фактурира, повторно ќе ги зема на граѓаните, ако е полесно со 20 денари да има се пристап за користење на услугите на градската капела. Размислувајте, имате управен одбор таму, имате вработено фирмата, седите 3 дена, 5 дена, 7 дена, значи еве најкасно за месец дена да се реши проблем. Да не на некоја народна седница повторно се истите проблеми. Значи тоа ја како начин нема да го толерирам, јавно кажам.